Благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас денес на дневен ред е годишниот извештај на Државната комисија за спречување корупција за 2021 година. И како се во државата што е забавено и што нема напредок, така и ние веќе најмалку 12 месеци касниме со разгледување на овој извештај. Нема нити логика, нити сенсова да се разгледува сега, освен правната обврзаност, тоа да помине преку собранието, но ајде да продискутираме народно кажано што велиме за ланскиот снег. Кога сме кај годишниот извештај, во годишниот извештај се споменува и реализацијата на Националната стратегија за спречување на корупција и судирот на интересите, која што ја донесе оваа влада, но тоа е исто како нејзиното спроведување, исто како на наркоман да му дадете да чува трезор со дрога во Мавара, такво е спроведувањето и на оваа национална стратегија од страна на надлежните институции. Имено помалку од 20% е степенот на реализација на националната стратегија од страна на надлежните институции, страна 8 од извештајот, меѓу кои најслаби се областите вработување, политички систем, органи за спроведување на законот, здравство, образование, труд и социјална политика, земјоделство, економија и бизнис. Во делот на вработување во јавниот сектор и неговите постапки не се целосно транспарентни, особено во делот на критериумите на изборот. Од оние огласи кои што се којдневно вртат по социјалните мрежи, а сведоци си граѓаните, последно со 450 вработувања во македонски шуми, околу 150 вработувања во водовод, предпријатија кои што се загубари се користат за целосно задоволување на партиските потреби на СДСМ и ДУИ. Партиското влијание и наместените огласи е она што ја дефинира оваа власт, се со цел да ги исполни апетитите на своите гласачи. Мерката од Националната стратегија во областа на вработувањето се однесува на изготвување анализа за потребата од воведување годишна проценка за обемот на работата на субјектите од јавниот сектор, а периодот за реализација е во втората половина на 2021 година. Според вашиот извештај, оваа активност не е реализирана. Понатака, како мерка во Националната стратегија за оваа област е предвидено и зајакнување на надзорот во однос на објавување акти за организација, систематизација и вработување, согласно со член 10 од Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Рок за реализација на оваа активност е втората половина на 2021 година и според извештајот на ДКСК оваа активност се смета за нереализирана. Понатака, ДКСК во Националната стратегија како проблем во правосудството го нотира недоволниот ефикасен систем за јакнење на интегритетот во судството и јавното обвинителство, недоволните материјални и кадровски ресурси, отсутството на автоматизиран систем за распределба на предметите и нивното следење во јавното обвинителство и недоволната транспарентност во работата на Советот на јавни обвинители. Токму затоа и корупцијата ни е на највисоко можно ниво, споредено со земјите од регионот. Ова е влада која што еруптира во корупција, е извор на корупција. Сведоци бевме и на минатомесечните скандали кои ја тресат владата, имено од највисоките државни структури и функционери. Ќе започнам за подсетување на македонската јавност од првиот вице-премиер, јас како што го нарекувам министерот за корупција Артан Груби, кој што го тресеа неколку скандали во изминатиот месец, тоа како неговиот брат купи по 700 евра квадрат дуќан на улица Македонија, како се купуваат хотели по багателни цени во зимски одмаралишта, како го спроведува најавената изведба на коридорот 8 и 10, односно изборот на фирмата за надзор, која што лиценцата ја извади додека траеше јавниот оглас, а барањето за лиценца која го испрати на 27 септември, немаше нити еден вработен. А според законот потребни се 4 вработени инженери за да може фирмата да ја добие лиценцата за надзор. Имено ја добива лиценцата за надзор на 10 октомври и тогаш ги вработува тие 4 лица, а преку оваа фирма треба да поминат 8,7 милиони евра пари од деношните обврзници на Република Македонија. Треба да испита најскоро и обвинителството и Државната комисија за спречување корупција како оваа фирма ја извадила лиценцата, како оваа фирма додека траела огласот во рок од 5 дена склучила конзорциум со уште 4 фирми за да ја добие работата и кој
интересот за напомпаните суми, кои што вредат 7 пати повеќе со останати споредени проекти во останатите земји. Понатака, друг функционер, најнов владин функционер, Арбен Таравари, како купува неколку кратно поевтина куќа во елитната населба Тафталиџе. Ова е уште еден предмет со што треба да се позанимаваат органите на прогонот и јавното обвинителство. Понатака, во собранието покрај овој извештај е пристигнат и годишен извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупција и судирот на интереси 2021-2025 година за периодот 1.1.2021 31.12.2021, но се уште не знаеме кога ќе се разгледува. По некоја логика требаше тие извештаи да ги разгледуваме предходно, пред да го разгледуваме овој извештај. И двата извештаи се пристигнати на ист датум, односно 31.3.2022 година. Понатака, зголемен е бројот на пријави од граѓани во однос на сомнев за корупција и незаконски действија од службени лица. Веќе 2-3 години сме сведоци на изговорот на институциите дека не се надлежни да постапуваат. Пред некој ден тука во собранието го разгледувавме извештајот на народниот правобранител. Главни забелешки на извештајот на народниот правобранител е дека има нереспонзивност од институциите и дека не ги почитуваат неговите мислења и неговите препораки во насока на заштита на човековите права. И токму затоа се сите истражувања кои што говорат дека македонските граѓани околу 10 до 15% сметат дека можат да ги заштитат своите права преку институциите на системот. Многу често сме сведоци во јавноста дека институциите си ја префрлаат топката, ние не сме надлежни, па видете јавното обвинителство, па видете ДКСК, па видете вице-премиерот за корупција и така натака. Доколку нема решение за ова, треба точно да се утврди кој има надлежност. Например, ДКСК не треба да оценува работата на судовите, но треба да го разгледа коруптивното однесување и постапување на судиите и јавните обвинители, тоа да го нотира во извештајот. Една од најслабите области после корупцијата, впрочем и тоа е корупција, се судството и јавното обвинителство со 4% доверба. И не може да имаме повеќе доверба кога за претседател на судскиот совет избера лице кое што треба да оценува работата на судиите, а никогаш нема работено како судија. Претходно имавме претседател на судскиот совет директно назначен од Струмица од партиската правна комисија на СДСМ, се назначуваат судии по роднински врски на високите функционери на СДСМ, се најавуваат пресудите на предмети, особено кога се работат за членови против опозицијата пред време во јавноста, и затоа граѓаните немаат доверба во судството поради монтирани случаи, високо навлезена корупција во највисоките ешалони на власта и насекаде во судството. Не може да имаме напредна држава доколку корупцијата продолжи да царува во Република Македонија, не може да имаме квалитетно образование, не можеме да имаме квалитетно здравство. Впрочем, вие споменавте и пандемијата. Па имаме рекорден број на починати лица од пандемијата. Зошто е тоа така? Немаше навремено набавено тестови, немаше навремено набавено вакцини. Венко Филипче наместо да трча по вакцини, тој трчаше по провизии кога ги набавувавме вакцините од Кина. Затоа имаме рекордно број на починати лица. Не може додека корупцијата во Република Македонија е главна тема, не може да имаме никаков напредок во ниедна област. Впрочем, оваа влада, владата на СДСМ и ДУИ, ја уништи оваа држава и уништија све што можеше да се уништи досега. Единствен спас за корупцијата е оваа влада да си поднесе оставка и да се замине што побрзо, затоа што нити една декларација, нити една национална стратегија напишана нема да ни помогне доколку овие високо корумпирани лица се уште продолжат да ја водат оваа држава. Благодарам.